читам јас ја. Не е проблем, не е проблем. Не бе за да испадне денешто дека Не е проблем. како организација малку да биде. Не е проблем. Не врати назад од среден век ќе не врати. Види го направија Тирана Колондо. Од која прошлата година, од која бев татко, кога ме шеташе, ова не можам да го препознам, влезот е направен. Влез. Сиден шо прави? Добар е дома. Ова е. Сега возиме низ Тирана. Добро. Таму почнува во 11 и 10. Чекаме гостите. После гостите почиме со говорење. Јас сум Елса Джелили, потекло од Голобордо, малцинство македонци. Живеам во Елбасан, Република Албанија. Координатор сум на друштвото Илинден во Елбасан, од градот Елбасан. Па доаѓам овде да, значи имаме, славиме 10 годишнината од весникот Илинден, кој многу ни помага да расшириме глас, да објавиме се што ни е потребно да чуеме, да знаеме за нашата татковина. Сте доаѓале кај наши настани Дионисови армакедонски слави? Да. Имате дојдеме? Па во Голобордо се правеше Илинден неколку години. Исто бевме и ова што имавме културен настан со наша носија во Тирана исто. Во Тирана бев на фестивалот, бевте тогаш, бевме заедно. Тоа на неколку настани, на 10 годишнината од друштво, од формирањето на друштво во. А во Елбасан имате некоја културна активност? Например, за жал не. Ние година имаме 30 години тие армакедонски слави. Да. Ако спремите нешто, например, може да се договориме да дојдете. Организираме до тогаш, може. Така. Пошто минатиот пат бевме малку аматери. Убаво беше. Убаво беше. Имаме убава носија, имаме убав фолклор, имаме убава традиција. Од кое место сте од Голобордо? Требиште. Од Требиште се, таму сум снимал повеќе пати, да. Да, таму доаѓа. Сега ако се отвори преминот да можеме да поаѓаме и ние што не сме жители. Дај Боже, сите го имаме тој проблем. Да. Пошто мојот сопруг е албанец. И го имам тој проблем. И тој не може да влезе просто. Не може, исто и децата не. Да, видиш, тоа е проблем. И со локалното население, а другите како изолирано? А моите деца студираат таму. Двете девојчињата близначките се во Скопје, едната правен политички, а другата за криминалистика. Син ми е во Охрид, исто за информатика и тој таму студира. Сакат да појдат кај баба има, тоа е тешко. Имаат баба, Вујко, Петка во Голобордо, имаме своји луѓе. Сакаме да ги видиме, но и толку е близко тука, но тој другиот пат е многу потежок. Тој не е направен, нели истиот? Не е направен. Патот према, значи Елбасан према Голобордо
е катастрофа. Да. Еднаш имаме одено пред многу години, тоа беше... Жива катастрофа е. Да. Ако да сте живи и Никој здрави. не ни помага за тоа. Ајде, Иако се бориме толку да сте години. ни живи и здрави. Благодарам вас. Поздрав се него. Па да дојдете најубава година во Скопје. Секако. Ајде, поздрав се него. Поздрав. Значи за тоа што ниедна држава не прифаќа и ниедна држава не ни помага. Нашите изградија цела Албанија, а Албанија нас не ни изгради ниту еден пат. Минимално, само тоа бараме, само патот, до кај Голобрдо да не биде заборавено. И како што некогаш кажал стрикот на мајка ми, ние сме камен меѓу две ниви, кога јас тоа го расширив на Facebook вашето видео и некој колега од татко ми вика, не е како што некој кажал ние сме камен меѓу две ниви. Не, реков, не е така. Ние сме камен меѓу две ниви и тоа фрлен и заборавен. Нас никој не прифаќа. Ние не знаеме кој сме и што сме. Полека се заборава. Старите ќе изумрат, младите не прифаќаат повеќе да зборуваат. Пошто бегаат од селото, нема минимални услови за да живеат. Единствен излез, значи зелено светло им беше преминот и тој е малку проблем. Бе само за локалното Само население. за локалното И не население работи и не работи 24 часа. И тоа е проблем за населението. Да не зборувам за пошироко, ама за населението е проблем. Пошто до 8 сатот, а тие може да треба да пазарат таму, тоа им е единствен излез од селото. Најблиско им е, таму пазарат, таму одат се лечат, таму све. Затоа мора и тоа да се зема на предвид, да и продолжи таму. Направиме во лицето, првиот ден кај машкото е засевло, засеваат, значи почнуваат со свадбата, а вториот ден има шаматки, значи нашата носија ја носат кај невестата и шминки такви работи и оди една невеста облечена со наша носија и едно машко дете, значи за невестата што ќе дојде да роди машко дете. Да, хубаво. Значи, и навечер имаме џумбуш, другиот ден имаме кумсто вид алва, која се меша, а цело време додека се приготвува кумстото, децата играат, облечени по некој дел од носијата, нешто од зетот во рацете, значи се од зетот и од невестата, а никој не треба да ги прекини децата, да влезе помеѓу нив. Ќе се подели кумстото, сите ќе јадат, па потоа на ручек одат кај невестата, кога кај невестата е банкетот, значи ручекот. Таму оди зетот, носат куфер со други, значи што потребни работи за невестата. Исто по старо беше навечер пак исто носеа куфер со плячки, со руба за невестата, а невестата таа вечер беше со носијата што ја го однесе зетот, исто и цртана во лицето. Тоа беше вид црвено вака тркалезно со златен крст. Тука имаше некакво ветче со лисја и на брадата, значи од двете страни. Другиот ден шарањето на невестата кајва се на лицето. На лицето. Нека во некои делови во горе на пример на рацете права. Не, кај нас само во лицето. Исто другиот ден кај зетот има ќе пречаквеет, значи кај нас се вика месено. Се носи по блиските роднини, кај зетот носат или реванија, викаме ние, или баклава со погача, со китка и со пари. Значи колку ќе треба да однесеш таму. А одат, ги позеваат дома, на кумот, миџото, значи стрикото, вујкото, сите, ги позеваат со бајрак. Кај нас не беше дозволено македонски, значи албански одеше. Не беше дозволено, за жал. Ќе заврши тоа, после се бричи зетот, еворото од зетот, па ќе тргне по невеста. Музиката не е иста по невеста како галичката. Многу е слична свадба. Да, видовме дека со галичките има доста. Да. И во Брод. Да. Одат, ја земат невестата, кога се враќаат на невестата ја пречекуваат жени, едната со погачата од кумицата, со ченки, со капуски, зелки,
така во рацете, значи да биде се плодно, се напредој, со оклагија, значи што сучиме, сукало, и со се така е пречекува невестата, после одат пеливани, викаме ние. Борат. Да, одат пеливани, се борат, двајца борачи, а газдата, таткото од зетот, мора да ги плати или овен нешто да истаи таму, било што. Потоа е свадбата, на крајот е затворање зет, некој ако го стаса одејќи за во собата таму кај невестата ќе го тепа. И така ќе му пеат цела ноќ, нема да го остават рат, цела ноќ позади врата. И тоа утрента е кревањето од зетот, пак исто со музика, со песници, ќе му пеат на зетот зад врата, значи да стане со невестата. И ќе ги дарува кого има за дарување невестата. Цела драма е тоа. Да. Така, да се мисли. Ака невестата само 2 дена, има денот што ќе се обрече само навечер за џумбушот и што ќе се црта. Другиот ден е ручекот, банкетот таму и навечер исто така џумбуш, ама е со беланос. Убаво да сте живи. Имаме убави свадби. Да, цела драма. И многу заеднички традиции имаме. Цела драма е тоа. Да. Баш во Ростуше многу убав збор викаат чекалени се викал тој ден. Кога ги чекаат гостите. Чекалени кај нас овие што ја попраќаат невестата се викаат попрашталени. Те гледате? Да. А другото се викаат вршалени, се свршиле. Да. Значи како мали драмски дејства. А кај нас овие што чекаат со погачата или со овие пречаквалени. Па истото пречекалени. Пречаквален тие пречакваат на невестата. Да. А другите ја испраќаат, значи попрашталени. Попрашталени, да, испраќаат си. Да. Добар ден, почитувани пријатели. Почитуван господин Николај Ѓурѓај, председател на Македонското друштво Илинден, тирана и уредник на македонскиот весник Илинден. Почитуван господин Сашко Ташулов, министер советник на амбасада на Република Македонија во Тирана, Република Албанија. Почитуван господин Лаурентиус Стинга, шеф на политичката канцеларија на присуството на ОСБЕ во Тирана, Република Албанија. Почитуван господин Алексеј Самсов, советник на амбасадата на Руска Федерација во Тирана, Република Албанија. Почитуван господин Роберт Гајда, комесар за заштита на дискриминација на Република Албанија. Почитуван господин Сед Казанџију, заменик председател на Комитетот за национални малцинства во Република Албанија. Почитуван господин Алтин Толе, администратор, на административна единица Острени, областа Голобордо. Почитуван господин Маринко Цуласич, председател на Црногорската заедница во Република Албанија. Мирдита Тондеруарнич. Да одбележуваме значен јубилеј на македонскиот весник Илинден. Го повикувам професор доктор Тихомир Стојановски со монолог Апостол Павле за македонците. Стој професор доктор Тихомир Тој професор доктор Тихомир Стојановски ме апостолин пак por Македонија професор доктор Тихомир Стојановски. Тешко е да се патува со телото. Видете, техниката е материјална и откажува. Тоа што останува и не откажува е само духовната природа на секого од нас. Поминав 7 часа пат со автобус со ковид тестови да дојдам тука кај драги пријатели, читајќи во автобусот убави книги. Еден добар собеседник Неритон чека од илирите до албанците. Прекрасна книга. Отвара земна историја. Надгробен споменик на Зотикосов Драч. Паднав во македонската земја, зашто тука завршува мојата судба.
Ние се врзуваме за земјата, правиме граници, трла, се оградуваме, а нас не повикува една друга книга, една друга граница која нема граници, а тоа е духовната природа на секој од нас. Тоа што не се брише е она што го создал самиот Бог. Тоа е душата во секого од нас, вдахната од дух безсмртен. А земната историја, порано или покасно, земните оградувања ќе се избришат, како што е запишано во Божјото Слово, камен на камен не ќе остане. Одиме со Словото на животот, Дела 15:14, Дела апостолски, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, пишано е. Потоа апостол Павле заспа. Стани, Павле, разбуди се, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите, Дела 16:9. Тоа е слово кое не се брише, тоа е духовна историја, за да не научи како да останеме во љубовта. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение, вели апостол Павле, ние разбравме, посакавме да тргнеме за Македонија. И веднаш тргнавме за Македонија и разбравме дека Господ ме повикал таму да го шириме светото Евангелие. Потоа Павле ги пишува најубавите стихови, да зборувам на сите човечки јазици, а дури на ангелски, што љубов нема, ќе бидам бакар што звони или кимбал што свечи. Ние зборуваме за љубовта да нема граници во човечкото срце. Ние сите сме создадени од еден небесен татко. Тој вели: ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Човекот е создаден од прав земна, во која е дувна дух животен и е станат жива душа. Ако љубов нема, ништо не су. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Ете, тоа е суштината. Да го видиш Бога во тој што е до тебе, во тој што е малку поразличен од тебе, да нема граници, да нема негирање, да живееме како браќа и пријатели. Исус вели: ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му, и не го одбивај оној што ти бара нешто назад. Зошто е толку тешко да останеш во љубовта? Зошто е толку тешко да простиш, да не осудуваш, да се љубиме еден со друг, да се надпреваруваме со култура, да не ги забрануваме јазиците? Бог зборува за љубовта меѓу нас, да се љубиме еден со друг. Затоа сум овде. Ќе дојдам при вас откако пропатувам из Македонија. Македонија не е само земна територија, таа е код духовен на повик кон Бог, да дојде и да ни помогне. И јас денеска велам: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни да научиме да се љубиме, да научиме да простуваме, да го љубиме својот ближен како себе си, да останеме во Божјото Слово,
и да победуваме со љубовта. Пишано е, барајте и ќе ви се даде, чукајте и ќе ви се отвори. Кој бара наоѓа, на оној што чука ќе му се отвори. Пишано е, љуби го својот ближен како себе си. Пишано е, љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Да ги имам сите знаења за сите работи, така силна вера што и планини да преместувам. Штом љубов немам, ништо не сум. Ете тоа е суштината. Луѓето без љубов бргу заминуваат, бргу умираат. Тоа е како цвеќе на кој не му ставате вода. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни. И јас денеска велам, дојди во Македонија, дојди во Албанија, дојди на секаде и помогни ни, да научиме како се победува, како се останува, како се станува духовен син на љубовта, да го љубиш својот ближен како самиот себе, да се отвори твоето срце и да бидеме вистински цивилизирани луѓе кои не се убиваат, не се мразат, туку можат да се натпреваруваат со песни, со ора, со стихови. Не ги забранувајте јазиците. Зошто би ми прешал некој што зборува на друг јазик, кога тоа е богатство на културата на земјата. Ние имаме таа приказна, градат кула до небото, старозаветно, и Господ им ги измешал јазиците. Тоа е слика, кога вие немате љубов. Единствен јазик кој е возможен е јазикот на поврзувањето, јазикот на љубовта. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, што љубов немам, ќе бидам ништо. Затоа сум овде, да можеме да се љубиме еден со друг, да се држиме за духовната историја, дека еден ден секој од нас ќе застане со својата душа пред небесниот татко и нема да го праша колку држави, колку народ, колку пари, само ќе се погледне дали има доволно љубов во неговото срце, да може да премине од материјалниот во духовниот свет. Ќе дојдам при вас повторно, откако пропатувам во Македонија, оти ќе минам из Македонија. Тоа е патека каде што може да се чекори во чистата изворна љубов, да простиш, да не осудуваш, да ги љубиш сите. Амин. Го повикувам да се обрати на присутните господин Никола Ѓурѓев, преседател на Македонското друштво Илинден Тирана и уредник на македонски весник Илинден. Стојзотин Никола Ѓурѓев, креатар и шучатас Македонас Илинден Тиран, ве редактор и газетер Македонас Илинден. Добар ден на присутните. Добар ден, почитувани пријатели. Ова примилата посебна чест ги представува да ги поздравам. Почитуваниот господин Сажо Тачуло, министр советник во амбасадата на Република Македонија во Тирана, Република Албанија. Почитуваниот господин Лаурантио Стигна, шеф на политичката канцеларија на присуството на ОПСЕ во Тирана, Република Албанија. Почитуваниот господин Алексеј Самов,
советник во амбасадата на Руска Федерација до Тирана, Република Албанија. Почитуваниот господин Роберт Гајда, комисар за заштита од дискриминација на Република Албанија. Почитуваниот господин Сијад Касанџију, заменик председател на Комитетот за национални малцинства во Република Албанија. Почитуван господин Артин Доља, администратор на административна единица Острени, област на Голобрдо. Почитуван господин Маринго Цулафич, председател на Црногорската заедница во Република Албанија. Почитуваната господја Еца Джелили, координатор на Македонско друштво Илинден за округот Елбасан. Денеска обележуваме значајни јубилеј за македонското население во Република Албанија. Точно пред 10 години, значи на 1 март 2011 година, како двоброен од март и април, значи беше испечатен, значи првиот македонски вестник Илинден, како гласило на македонското друштво Илинден. Значи поради пандемијата, одбележувањето на настанот не беше можено да се одржи во март и затоа ние го одржаваме денес. Минатите 10 години вестникот имаше голем интерес кај македонската публика во Република Албанија, во татковината Македонија, како и меѓу македонската диаспора и во светот. Për 10 vjet, gazeta ka ngjallur interes të madh tek lexuesit maqedonas në Republikën e Shqipërisë, në Adleun Maqedoni, njëkohësisht dhe në diasporën maqedonase në botë. Според бројните дописи кои пристигуваат во електронската пошта на редакцијата на вестникот Илинден и како комуникацијата преку профилите на вестникот во социјалните мрежи, забележуваме дека во 10 годишнина период на вестникот прерастаа во сериозен медиум и со голем корисници од македонското малцинство во Република Албанија. Македонскиот вестник Илинден до сега има печатено 47 броја. Почувачи од март 2017, покрај печатната верзија, може вестникот може да се последи и на интернет. Se snajdel polaka drugo zbore. Ajde, pozdrav. Василе, што правиме бе другар? Колко е? Добар си? Дојде од Тирана. Хубаво. Кога да дојдеме и во Корча да направиме? Добродени сте, секој време. Ко ќе кажеш и ќе После да ти земеме на изјава, а? Добро е. Го земал некој од петката. Не,